Представници на независниот синдикат на пожарникарите започнуваат разговори за повисоки плати на пожарникарите во целата држава, согласно законските предвидувања. Најновата иницијатива тие ја започнаа од Штип, каде денес имаа средба со градоначалникот Иван Јорданов. Платата на пожарникарот, онака што е проблемот што се соочуваме во делот на исплата на плата, е непочитување на членот 13 од Законот за пожарникарство, каде што гласи дека пожарникарот треба да зима 20% поголема плата од вработените во општината со соодветно образование. Нормално дека и со тоа не сме задоволни како синдикат, затоа што сметаме дека платата на еден пожарникар, ако не друго, би требало да биде, да кажеме, барем во ранг на специјална единица кое што зимаат во Министерството за внатрешни работи. Втор голем проблем со кој се соочуваат пожарникарите е старата лична заштитна опрема. Најголемиот греф, да се изразам така, е што во многу делови од единиците се носи или се користи опрема која што е донација, односно претходно која што веќе еднаш носена од не знаеме кој. Според штипскиот градоначалник Јорданов, за пожарникарите треба многу нешта да се направи, бидејќи освен платите, проблем е и опремата, но и возниот парк кој има недопустливо голема просечна старост. Да ги почитуваме законските обврски, да го усогласиме бодот за исплата на плати согласно Законот за пожарникарство, во најава и во една процес и постапка на набавка на едно возило за противпожарната единица преку ИПА фондовите. Во овој проект е опфатена и набавка на опрема со која што ќе се подобрат условите за работа на противпожарната единица, но и самата опрема со која што тие ќе оперираат и ќе работат. Освен ова, ефикасноста на противпожарните единици е условена и од организацијската поставеност, која сега е застарена и недоволно функционална. Од тука се размислува за регионално координирање на овие служби, како и формирање на доброволни пожарникарски друштва. Се што е во интерес на источниот регион, се што е во функција на градот Штип, нормално дека сме овде отворени за соработка и во интерес на подобра функционалност на противпожарните единици, овде сме да се искоординираме со сите противпожарни единици во источниот регион за подобра организација и подобра функционалност. Крунски доказ за неефикасноста и некоординираноста се последните пожари во Малешевијата и Пијанецот, кога пожарникарите даваа се од себе, а сепак ефектот од нивниот ангажман не беше на ниво на проблемот. Колку работата на оваа служба е важна, зборува фактот што годишно пожарникарите во источниот регион се соочуваат со повеќе од 1000 интервенции, од кои 1/3 се во затворен простор, што за нив е голем ризик.